амандмани за улички и патчиња, за локални инфраструктурни проекти, а само пред еден месец новата влада на ВМРО-ДПМН издвои 100 милиони евра за локална инфраструктура, а само за еден месец или веќе следната година ќе се издвојат уште 250 милиони евра, или тоа ќе бидат вкупно 350 милиони евра до крајот на 25-та, само и исклучиво за локални проекти. И не дека нешто ме изненадува, туку напротив, очекувано беше вакво однесување од луѓето кои 7 години едно камче не помрднаа и кои меѓу останатото поради тоа и изгубија на последните избори. Денес да продолжуваат со покажување лажна грижа за нивните сограѓани и да бараат средства за проекти кои тие имаа можност да ги реализираат, а за кои, како што веќе претходно кажав, се обезбедени средства и тоа само во првите 100 дена од владата на Мицкоски. Нивните 204 поднесени амандмани се само не вистинска грижа за граѓаните, со кои 7 години играа мајтап и ги оставија буквално на леп и сол. Споменувајќи леп и сол, морам да направам една споредба со насловот на една популарна песна на Леп и сол и вчерашниот настап за општата расправа на лидерот на СДСМ. Не знам дали Филипче вчера беше прв за да избегне реплики од власта или може би за мир во куќа, но знам дека ме потсети на песната "Мамурни луѓе". Повторно мамурно исчита еден говор, без нималку учество во текстот, без трошка концентрација и без никаква суштина. Замислете лидер на опозиција, врвен доктор и универзитетски професор, речиси и да не ги спомена здравството и образованието во неговата општа расправа. А како и би ги споменал? Истиот оној кој од здравството си направи личен бизнис, кој се пазареше со набавката на вакцини, кој може би се пазарел и со човечки животи, како за време на ковид пандемијата, така и со страшниот скандал на онкологија. Затоа мислам дека премногу дрско беше да слушаме обвинувања за наше неодговорно трошење и лажна најава за уште една изгубена година за економијата и за граѓаните. Оној кој најнеодговорно трошеше и профитираше е безочно вчера да обвинува за расипничко трошење, кога оваа влада само за 4 месеци почна дури и да ги полни касите, но и да изнаоѓа пари за неисплатени плати, пензии и за инвестиции. А ако Филипче со најавата за уште една изгубена година за економијата и граѓаните потврди дека 7-те претходни биле изгубени, тогаш можам и да се согласам со неговиот мамурен вчерашен говор, но дека Филипче не ја говореше вистината тврдејќи дека 25-та ќе биде изгубена, тоа ќе го подкрепам со аргументи и бројки од буџетот за 25-та. Имено, не може да следува уште една изгубена година за економијата и граѓаните, кога за следната приходите се проектирани со зголемување од 16%. Впрочем, тоа се потврди изминативе 4 месеци, кога видовме како може да се зголеми на платата од царина, УЈП и ЈПДП. Не може да следува уште една изгубена година за економијата и граѓаните, ако за 25-та е предвиден раст на наплатата на ДДВ од 10,5%. Ова значи дека оваа влада нема да стане ортак со сивата економија, туку ќе влезе во директна борба со неа. Не може да ги убедувате пензионерите дека следува уште една изгубена година, кога за првите 3 месеци им се покачија линеарно пензиите за 2500, а веќе мартовската пензија ќе ја примат со уште 2500 денари плюс. Не може да следува уште една изгубена година за образовните и здравствените работници, ниту за државните административци и полицајците, кога за сите нив се предвидени повисоки плати. Образование веќе примија покачени плати, а следува и за останатите наведени. Исто така не може да следува уште една изгубена година за економијата и граѓаните, кога за следната се предвидени завидни зголемувања за економски развој и за странски директни инвестиции. Не може и не сме да се најавува уште една изгубена година за економијата и граѓаните, кога е предвидено вкупно 830 милиони евра да се инвестираат за конкретни капитални проекти. Не може и не сме да се зборува за уште една изгубена година,
година, затоа што таквите 7 години се минато. Затоа што со доаѓањето на власт во 17-та, СДСМ за 7 години покажа и докажа дека не е за градење, туку е за крадење, дека не е за народот, туку само за лични интереси и профити, дека не е за државата и незината европска иднина, туку е само за себе и за својата иднина. Не може оној кој го уништи и онака кревкото здравство денес да најавува уште една изгубена година и да подпишува амандмани за здравство, кога имаше време и можност истото барем малку да го напреди. Напротив, во негово време се случија најголемите здравствени катастрофи од ковид пандемијата и ковид профитерството, преку пожарот на болницата во Тетово за кој не се најде вистинскиот виновник или поточно не се ни бараше, па се до немањето трикафта, смртта на Благојче, како и до незнајните, недокажаните и неизбројани смртни случаи од несоодветната и криминална терапија на онкологија. За се во ова вистинските виновници се уште не се седнати на обвинителни клупи, дел од нив се повлечени од политиката, но затоа Филипче го превзеде или го киднапира кормилото на СДСМ за вчера да ни држи лекции за економија и да прашува дали опозиционерите Мицкоски и Димитриевска Кочовска се препознавале сега себе си како премиер и како министерка. Подобро ќе е Филипче да се погледа себе си во огледало и да се запраша дали се препознава како лидер на СДСМ или како човек која жртвуваше професионалната кариера за да стаса до степен на мамурлук после скапи белосветски журки. Така е тоа кога универзитетски професори ќе седнат на часови кај најнеобразованиот лидер што некогаш го имала СДСМ, кога образованието ќе му отстапи место на необразованието и кога ќе се наместите да бидете пратеници, а вие изигрувате општински советници. Не е собранието журка на Дубај, ниту е хациенда на Халкидики. Заев си ја заврши и наплати мисијата, вие овде, Бога ми допрва, ќе се срамите. Само ако ви е за утеха, сите заедно ќе бидете ставени на будна обсервација за вашиот минат труд. Ќе се прочешла секој ваш потпишан документ, тендер, закон, договор и ќе се бараат докази за одговорност. Промашените траси, кабелот, бизнисите со пелети, маичките со бројот 8 и 10, камионите на заевите фирми, пасошите за регионалните мафијаши, сомнителните набавки во одбрана и слични други манипулации се минато, ама не минато свршено време, туку минато кое не сме и нема да се повтори и минато за кое допрва ќе следува барање докази и одговорност. И ова не е закана, ова е само порака од оние 600.000 граѓани кои ве испратија во опозиција минатите избори и кои постојано не подсетуваат на вашата одговорност. Затоа наместо да ги искривувате тезите и да не прашувате дали сме победиле на последните избори заради ова или заради она, вистинското прашање за вас е да си го поставите зошто вие изгубивте. Изгубивте заради вашиот безобзирен однос кон граѓаните, заради вашите изборни измами и заради вашиот нереален свет во кој што живеевте изминатите 7 години. За жал, продолжувате со вашата нереалност. И наместо да ги плашите граѓаните со уште една изгубена година, прочитајте го буџетот и кажете им дека за 91% е зголемена програмата за економски развој за 25-та. Кажете им дека за следната година се предвидени 1,7 милиарди денари за железничката инфраструктура. Кажете им дека во транспорт за следната година имаме зголемување во ставката градежни објекти од 3233%, а за капитални дотации до ЕЛС зголемување од 5350%. Кажете им дека за борбата против корупцијата и организираниот криминал се предвидени средства со зголемување од 28%. Кажете им дека во образование покрај постепеното зголемување плати предвидени се зголемување од 1060% за високото образование, 127% за модернизација на училиштата, 95% за ученички и 50% за студентски стандард. Кажете им дека оваа влада им обезбеди учебници на сите ученици за стартот на оваа учебна година и дека оваа влада веќе започна со реновирање на студентски домови. Или подсетете се
дека вие ветувавте студентски град, базени и дигитално образование, за да завршиме без учебници за секое дете. Кажете им и дека за здравствена заштита во 25-та се предвидени околу 52,5 милиарди денари. Или подсетете се дека ветувавте нов клинички центар и бесплатно ЕУ здравство за сите. Ако не сакате самите да се подсетите, бидете убедени дека никој нема да ги заборави вашите ветувања и нивната нереализација. Изгубивте на последните избори најмногу заради нив, но најмногу и заради лошата надворешна политика и понижувањата кои не ги приредивте, но најмногу и заради корупцијата и криминалот, но најмногу и заради довербата во судството која симнавте близу до нула, но најмногу и заради вас кои се згриживте тука во собранието, мислејќи дека така сте се обезбедиле. И повторно, мислевте само на вас. Не мислевте ни за вашите сопартици, а не пак за граѓаните. Вие ги прелажавте сите и денес гледаме како бивша министерка за одбрана глуми грижа за одбраната, а имаше време и можност за тоа. Само за информација, со овој буџет се прераспределени 13,2% повеќе средства за одбрана во споредба со 24-та. Па гледаме како бивш министер за внатрешни работи поднел амандмани за полицијата, а за време на неговото министерување полицајка беше тепана од пајак, криминалците беа надвор од затворите, им се издаваа пасоши за кои виновни беа шалтерските работници. Само за информација, буџетот за реформи во полицијата и за реконструкција и опрема на згради е зголемен за 150,2% во однос на минатиот. Или гледаме како бивш министер за транспорт подпишал инфраструктурни амандмани, а за време на неговото владење министерството му беше киднапирано од еден бивш прв вице-премиер. Само за информација, расходите во транспорт се зголемени за 69,4%, а најголем дел од нив се за капитални проекти кои би се зголемиле и до 77,3%. Па гледаме како бивш вице-премиер сега се сетил за финансиска поддршка на домашните компании, а не го сторил тоа изминатите 4 години. Како на опозицијската СДСМ и текнува на аерозагадувањето веднаш кога ќе падне од власт, а за време од 7 години ништо не превзеде. Само за информација на јавноста, со овој буџет е предвидено зголемување од 116% за заштита на животната средина. И можам уште многу да набројувам, да споредувам и да подсетувам, ама сметам дека тоа нема да ја освести мамурната опозиција. Времето на сеење магла ви истече, колеги. Сега доаѓа време кога треба да одлучите дали ќе се коригирате за нестореното и ќе признаете дека сте погрешиле со вашите економски експерти, буџети и програми, или ќе продолжите во тунелот без крај. Вчерашната изјава на вашиот лидер дека нема да гласате за овој буџет е доказ дека ќе продолжите со крив правец и во мрачен тунел. Впрочем, вашето негласање за овој буџет и ќе потврди дека вие не сакате Македонија да се гради, да наплаќа даноци и да ги полни буџетските каси. Не сакате капитални инвестиции и развој на економијата. Не сакате децата и внуците да ви имаат учебници. Не сакате студентите да имаат подобри сместувања и оброци. Не сакате за пациентите да се проширува позитивната листа на лекови и да се покачуваат платите на здравствените работници. Не сакате да се инвестира во дигитализацијата за која што едно време Царовска беше ваша хероина. Не сакате да продолжите да поддржите зголемување на буџетот за 25-та за 200% за ИКТ проекти. Не сакате вистинска дигитализација, туку сакате малверзација. Не ви поминува веќе, не сте убедливи, па ниту кога лажно обвинувате. Во вас нема вистина, во вас останува само она чиста ароганција за која што воопшто не сте свесни. Овој пат, после крахот за ребалансот на буџетот, сте се потрудиле со 204 амандмани кои ќе останат да сведочат за вашата неспособност и незаинтересираност како министри. Овие амандмани се доказ на вашите погубни минати 7 буџети, кои што државата ја чинеа преку 27 милиарди евра, а граѓаните ги оставивте без автопати, без болници, без лекови, нов клинички
ученички центар, без базени, спортски сали, без нови училишта, без нов факултет за спорт и нов финки, без навреме исплатени субвенции, без трошка денар, а уште помалку достоинство. Времето на вашите погубни политики заврши на 8 мај оваа година. Времето на реформи, на градење и на инвестирање започна на 24 јуни. Немојте да се залажувате и да мислите дека некој верува на вашите лаги се уште. Дури имам впечаток дека ни вие самите не си верувате. Ама тоа е кога се нафативте да бидете пратеници после министри и кога зборот достоинство на времето за вас не значеше ништо. Проверете се дали сега се чувствувате достоинствено или може би ви е срам. Знаете, ако имате достоинство, ќе имате и срам. Не бевте достоинствени како извршни и државни представници, затоа не можете да бидете ниту како народни. Да имавте потрошка од едново и од другово, вие немаше денес да сте пратеници, барем не колегите кои беа доскоро министри. Но која сум јас да ве анализирам или советувам? Напросто, токму вашето изјаснување дека нема да гласате за буџетов, за мене е најдобар сигнал дека овој буџет е првиот зрак за сончева Македонија, за Македонија која конечно ќе ја огрее и повеќе нема да ја стемни. Сепак, имате доволно време да размислите и да одлучите секој по сопствено убедување, а не по убедувањата на Заев, Ковачевски или Филипче. Нивните политики и ги видовме, и ги видовте. Филипче вчера зборуваше и си замина, истото го направи и Заев на времето. Оваа дебата ќе трае неколку дена. Трпението ви е слаба страна, очигледно, но ние сепак остануваме тука и сме подготвени за вкрстување аргументи. Да видиме дали е подобро да се инвестира во капитални проекти или е подобро да се потрошат над 27 милиарди евра за 7 години, а без ниту еден реализиран. Дали е подобро да се влезе во борба со корупцијата, криминалот и сивата економија или е подобро да се стане нивен сојузник. Дали е подобро да се ослободи и реформира правосудниот систем или е подобро да паѓа довербата во истиот? Дали е подобро криминалците да завршат во затвор, невино осудените да се ослободат и да се заврши конечно со мешање на извршната во судската власт или е подобро да се продолжи како и до сега? За крај, ќе завршам со доза иронија и ќе им предложам на пратениците од СДСМ да размислат за поднесување на еден амандман со кој ќе си ги задоволат, ама на вистина, своите вистински потреби, а и својата блиска иднина. Предлогот ми е следен: да побарате зголемување на затворските капацитети во Македонија. Така, на вистина ќе си обезбедите нешто лично и за себе, бидејќи само така знаевте да функционирате како власт. Овој пат, вашата иднина на вистина би била обезбедена, ама токму онаква каква што ја заслужувавте. Затоа што Јане Ченто, Митко Чавков, Пешов и останатите уставобранители ги оставивте во вистински ќумези цели 7 години за дело кое што не го сторија. Затоа вашиот егоизам нека го достигне максимумот овој пат и барем предложете си подобри услови за вашата неизбежна скора иднина. Криминалците во затвор, уставобранителите на слобода. Редно е, како што е редно и да кажете каде се преку 27 милиарди евра или кратко и јасно, каде се парите. Ви благодарам за вниманието.